Што кучиња раневте за 60.000 евра, директоре? Услуги за заловување и стручен третман на кучиња скитници, нерегистрирани кучиња. 60.000 евра. Значи направивме прифатилиште за кучиња, за да ги собираме кучињата и на некоја фирма му плаќаме 60.000 евра да ги заловува кучињата. Мене стварно не ме јасно. 60.000 евра, општина која е задужена 2,5 милиони евра. Јавните предпријатија во општината се задужени 2,5 милиона. Општината е задужена уште толку. 60.000 евра дава за храна за кучиња, 60.000 евра за заловување на кучиња. И па има кучиња по улиците. И па ги касаат луѓето, и па пријави има, и пак све, и уште оштата на луѓето им плаќаат затоа што ги касаат. Не имам дека кај нас 2000 денари вреќе од 15 кило. Значи за 100 евра може да купат 3 вреки, така? Да. 1000 евра може да купат 30, за 10.000 евра може да купат 300 вреки. За 60.000 евра може да купат 1800 вреки по 15 кила. Колку е тоа у килажа? 27.000 килограми. Многу е тоа. Значи по пола кило да даваат дневно на едно куче, 5400 оброци. 15 оброка може ли дневно да дадат по пола кило? Значи они никако не можеле да потрошат 60.000 евра. Додуше они можеле и потрошиле 60.000 евра за храна за кучиња. Значи целиот систем намерно се дозволува вака да се тераат работите за да може некој да профитира. Како таа фирма ќе земе 60.000 евра за заловување на кучиња у Битол ако се реши проблемот? Значи у државата проблемите не се решаваат затоа што по институциите лежат огромни суми на пари и намерно не се поедноставува процесот за да може некој да профитира од државните пари, од парите на граѓаните.